студиото со вас Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добар ден, во вестите на Сител во 16 ќе гледате. Давачките кои влијаат на цената на горивата, тема на воредна седница на владата. За цените на храната ќе се чека на резултатите од инспекцијата до среда. Интензивно се работи на комплетирање на булеварот Борис Трајковски до Драчево. Овој клучен булевар за 100.000 жители треба да биде готов до крајот на годината. СДСМ ја обвини власта за нови коруптивни тендери преку фирмата Мастев. Од ВМРО-ДПМН прашуваат дали зборуваат за истата фирма Мастев која од градоначалници на СДСМ добила десетици тендери вредни милиони евра. ВМРО-ДПМН бара Советот на јавни обвинители да го провери работењето на обвинителката во случајот Мазут и шефот на обвинителството. Се сомневаат на политичко влијание врз обвинителите кои замижале на доказите. Над 200 бесплатни прегледи на кожата се направија денеска во градскиот парк во Скопје. Дел од лицата испратени на дополнителни испитувања поради сомнителни лезии. Началникот на белградската полиција и полицајци сведочеле на убиство. Телото го запалиле и ги избришале трагите и снимките. Од Сителовите репортери на теренот Мартин Арсов за воредната седница на владата за цените на горивата. Давачките кои влијаат на цената на горивата, тема на воредна седница на владата за цените на храната, пак ќе се чека на резултатите од инспекцијата до среда. Во случај на потреба, најверојатно ќе се укине ДДВ-то на основните прехранбени производи. А што е одлучено на владината седница за акцизата, ДДВ-то на горивата и актуелниот попуст од увозникот Окта, во живо го прашувам Мартин Арсов. Така е, Тино, како што кажа и ти, владата попладнево одржа вонредна седница на која ја продолжи важноста на мерките за цените на горивата. За бензините натаму во сила ќе бидат намалените акцизи за 2 денари и повластената стапка на ДДВ од 10%, кај дизелот пак акцизата е скратена за 4 денари, но овде важи редовната стапка на ДДВ од 18%. Овие антикризни мерки владата на денешната вонредна седница ги продолжи и за во следните 2 недели. Паралелно во понеделник истекува и попустот кој Окта им го дава на бензинските пумпи. Дали оваа мерка ќе продолжи, за сега е неизвестно со оглед на тоа што преговорите со компанијата се уште течат. Еве ги информациите. Владата на вонредна седница ги продолжи мерките за цените на горивата. Намалените акцизи и повластеното ДДВ остануваат во сила и наредните 2 недели. За бензините акцизата е скратена за 2 денари, а ДДВ-то и натаму ќе биде повластено и ќе изнесува 10%. Кај дизелот пак акцизата е намалена за 4 денари, но ДДВ-то е поредовна стапка од 18%. Во понеделник истекува и важноста на попустот кој Окта им го даде на бензинските, и тоа 2 денари за бензините и 3 денари за дизелот. Дали овој попуст ќе продолжи? Преговорите со компанијата се уште течат. Инаку нафтата на светските берзи вчера застана на околу $109 за барел. Како оваа сума ќе влијае на македонските пумпи, ќе се знае задутре, кога регулаторната комисија за енергетика ќе донесе нова одлука за цените на горивата. Паралелно, државниот пазарен инспекторат до среда спроведува засилени контроли во синџир маркетите. Доколку се утврди неоправдано зголемување на цените, министерот за економија Дурмиши вчера најави дека ќе се преземат мерки. Според него, за сега нема основа за итна реакција кај цените на прехранбените производи, бидејќи минатиот месец трговците ја намалиле својата маржа за речиси 1%. Како едно од можните интервентни мерки се разгледува и намалување на ДДВ-то за прехранбените производи од 5 на 0%. Мартин Арсов, Сител телевизија. Булеварот Борис Трајковски во Скопје, чија доизградба е конечно откочена, ќе биде целосно завршен до крајот на годината. Трасата на последните 850 метри од овој клучен булевар за 100.000 жители е пробиена 90%. Ќе следи поставувањето соодветна инфраструктура па асфалтирање. Градоначалникот на Скопје Ѓорѓиевски тврди и дека се решени проблемите кај Момин поток, а делницата ќе биде готова исто така годинава. По цели 3 децении конечно започна пробивање и доизградба на булеварот Борис Трајковски. Веќе 2 недели багерите се на терен, а трасата е пробиена 90%. Проектот за кој се издвоени 2 милиони евра треба да резултира со целосно нов коловоз, долг 1 километар. Во овој километар опфаќа нова атмосферска канализација, пешачко-велосипедски патеки и пред се безбеден коловоз, бидејќи ова место во минатото знаеше да важи за една од црните
сите точки во овој регион на градот Скопје. Откако ќе се постави неопходната инфраструктура, ќе започне и поставување на 2 слои асфалт. Ќе следи завршен слој на трет слој на асфалт кој што ќе го опфати делот од кружниот тек пред влезот на Драчево до Пинтија или поточно 2 километри, бидејќи едната половина е оставена во минатото во состојба да нема завршен слој. Коловозот е од особено значење, бидејќи поврзува над 100.000 граѓани од Драчево, Зелениково и Студеничани. Според договорните рокови треба да биде готов пред Нова година, но градоначалникот е оптимист дека тоа ќе се случи и порано. Паралелно со булеварот Борис Трајковски, градежна офанзива има и кај Момин поток, проект кој што се влече уште од 2021 година поради нерешено имотно-правни односи. Сега Ѓоргиевски тврди дека проблемите се решени, а делницата треба да биде финализирана оваа година. Освен градежна офанзива, градските власти најавуваат и засилување на комуналната. За 2 недели од сега треба да стигнат нови 2600 контейнери, кои треба да го решат проблемот што на одредени локации каде се потребни 6, има само 1. Ѓоргиевски најави дека ќе стигнат и 40 нови камиони за потребите на градот. Габриела Лескова, Сител телевизија. Водителот Миро Кацаров е назначен за ВД директор на Универзалната сала, откако претходниот јавен повик пропадна изминатата недела. Според законската процедура, со ваква ситуација на раководната позиција мора да се постави лице од редот на вработените во институцијата. Градоначалникот Ѓорѓиевски најави дека веќе следната недела ќе биде распишан нов оглас за избор на директор. Универзална сала има ВД директор, како што знаете и самите од редот на вработените, тоа е Миро Кацаров. Таму имавме спроведено повик кој што пропадна и мораше да се назначи ВД директор од вработените внатре во институцијата, а во наредниве 7 дена ќе биде спроведена постапка за повторно да биде избран нов директор кој што ќе раководи со Универзалната сала. СДСМ ја обвини власта за нови коруптивни тендери преку фирмата Мастев. Од ВМРО ДПМН ја прашуваат дали зборуваат за истата фирма Мастев која од градоначалници на СДСМ добила десетици тендери вредни милиони евра. ВМРО ДПМН бара Советот на јавни обвинители да го провери работењето на обвинителката во случајот Мазут и шефот на обвинителството. Се сомневаат на политичко влијание врз обвинителите кои замижале на доказите. СДСМ ја обвини власта за нови коруптивни тендери преку фирмата Мастев, последниот за Скопскиот Луна парк. Од партијата обвинуваат дека фирмата во изминатиот период добила 93 тендери во вредност од над 18 милиони евра. Од владачката ВМРО ДПМН им возвратија дека зборуваат за истата фирма која во периодот од 2018 до 2021 од градоначалници на СДСМ добила десетици тендери исто така во милионски износи. Знам пак бара одговори од опозицијскиот лидер Филипчи и неговиот претходник Заев, зошто молчат за фирмите и деловните релации во Бугарија, собственичката структура и работењето на овие фирми. Обвинување за спорни тендери и фаворизирање на една фирма. Партиите со меѓусебни пораки за сторени криминали. Опозицијската СДСМ денеска обвини дека фирмата Мастев Дуел, за која тврда дека е блиска до власта, во изминатиот период добила 93 тендери со вкупна вредност од над 18,3 милиони евра. Според нив станува збор за корупцијски систем во кој, како што наведуваат, едни исти компании добиваат јавни набавки, а последен во низа е добиениот тендер за Скопскиот Луна парк. Државата тоне во долгови. Граѓаните едва и преживуваат, Скопје е во хаос. А власта дели милиони на незините омилени фирми. 93 тендери. Замислете која огромна бројка е тоа. Колку само време е потребно да се спремат 93 тендерски документации само за една фирма. Владеачката ВМРО ДПМН им возврати фирмата Мастев во периодот од 2018 до 2021 година била една од најомилените на градоначалниците на СДСМ во делот од скопските општини кои доделиле милионски тендери. Во 2018 година Мастев добива 7 тендери од општина Карпош, во 2019 5 тендери од општините Карпош и Аеродром. Во 2020 се приклучува и општина Киселавод во доделувањето тендери на истава фирма, која веќе од постојаните Аеродром и Карпош добила вкупно 8 тендери.
Додека во 2021 овие три општини под раководство на кадрите на СДС на фирмата Мастев им доделиле 6 тендери во вкупна вредност од 47 милиони и 100 илјади денари. Знам пак баре одговори од опозицијскиот лидер Филипчи и неговиот претходник Заев, зошто молчат за фирмите и деловните релации во Бугарија, собственичката структура и работењето на овие фирми. Дали Венко Филипче е собственик или поврзано лице со фирма во Петрич, со дејност поврзана со недвижности? Дали семејството Заеви е поврзано со фирмата Гома Сидра, исто така регистрирана во Петрич? Колку фирми на лица блиски до поранешното и сегашното раководство на СДСМ се регистрирани на иста адреса во Петрич? Какви бизниси и економски интереси имаат овие структури во соседна Бугарија? Опозицијата чека одговори и делување од обвинителството за скандалите кои ги објавуваат. Јавно прашуваат зошто нема постапки за сите информации кои ги споделуваат во јавност за како што велат криминалните шеми на власта. Ивана Соколовиќ, најдова, Сител телевизија. И случајот Мазут и натаму е актуелен откако обвинителството за организиран криминал и корупција одлучи да прекине постапката. Од владеачката ВМРО-ДПМН бараат Советот на јавни обвинители да го провери работењето на обвинителката во случајот и шефот на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Од партијата се сомневаат на политичко влијание врз обвинителите кои според партијата замижале на доказите и ги ослободиле осомничените. Вчера и државната ЕСМ го обвини обвинителството дека ги искривило изјавите на инженерите кои компанијата ги овластила да информираат за техничките аспекти на набавката и употребата на мазутот. Владеачката ВМРО-ДПМН и денеска бара Советот на јавни обвинители да го провери работењето на обвинителството за организиран криминал по одлуката да се откаже од случајот Мазут. Од партијата се сомневаат на политичко влијание врз обвинителите кои според ВМРО-ДПМН премижале на доказите и ги ослободиле осомничените. Државниот завод за ревизија во 2024 година утврдил дека при оваа милионска набавка се испорачувал мазут од различен добавувач од оној кој што бил утврден во договорот на ЕСМ, ТЕЦ Неготино и добавувачот. И второ, стручни лица од ЕСМ утврдиле дека мазутот бил со голем број на нечистоти кои што предизвикувале дефекти во мазутната станица на ТЕЦ Неготино. И покрај ваквата утврдена лоша состојба и квалитет на мазутот, сепак ТЕЦ Неготино склучил анекс за да може овој скап договор да ја достигне сумата од 167 милиони евра. Но очигледно е дека ваквите извештаи на Државниот завод за ревизија не биле забележани од Абази и Коларевиќ. Вчера и државната ЕСМ го обвини обвинителството дека ги искривило изјавите на инженерите кои компанијата ги овластила да информираат за техничките аспекти на набавката и употребата на мазутот. Според ЕСМ, овие инженери не биле компетентни ниту овластени за да констатираат дали врз компанијата била нанесена финансиска штета, а токму отсуството на ваква штета за обвинителството беше главниот мотив да се откаже од кривичното гонење. Од ЕСМ најавија приговор до вишото обвинителство и барање за контрола од републичкото. По едногодишна истражна постапка, основното јавно обвинителство за организиран криминал донесе наредба за запирање на истрагата против 13 лица за изигрување на тендерските постапки при набавка на мазут вредна над 167 милиони евра. Меѓу нив беше екс-директорот на ЕСМ Васко Ковачевски, кој се уште е во бегство и се бара и за друго дело. Радко Капушевски и Асмир Јаховски, син на пратеник на ДУИ. Александар Спасовски, Сител телевизија. Колку е оправдана одлуката на обвинителството за организиран криминал и корупција за случајот Мазут? Какви чекори треба да се преземат? Кој и каква одговорност треба да бара? Која е улогата на антикорупцијската комисија? Што носи новиот закон за Совет на јавни обвинители? Ќе се реализира ли реформската агенда во делот на правосудството и какви измени се предлагаат? Тема на денот со Дарко Аврамовски од коалицијата Сите за правично судење. Над 200 бесплатни прегледи се направија денеска во градскиот парк во Скопје во месецот на борба против меланом на кожата. Дел од нив се испратени на дополнителни испитувања на клиниката за кожни болести поради сомнителни лезии.
Здравствените власти апелираат на почести прегледи, бидејќи се повеќе граѓани, меѓу кои се повеќе млади, заболуваат од рак на кожата. Има вака проблеми со кожата, па чисто да проверам уште едно мислење. Околу 200 граѓани денеска направија бесплатни дермоскопски прегледи во градскиот парк. Некои бараа само мислење, а некои прв пат се консултираат со дерматолог за промените на кожата. Неколкумина со сомнителни лезии добија насока да одат на клиниката за кожни болести за дополнителни исследувања, а други пак совети кога повторно да се јават на кожен лекар. Тука е едно бемче, ова што ти е од страна, има шанси да се шири, тоа е ова малецко бемче. Тоа бемче би го пратела на 6 месеци, додека другите би го гледала еднашка во година. Секоја промена на кожата не значи дека станува збор за страшна дијагноза, но како што вела дерматолозите, потребен е стручен преглед. За кожата да си направам преглед. Еднаш годишно треба да права. Еве се и докторката ми рече, ако приметиш нешто да те чешка, да се љупи, да се рони, веднаш да ми се јавите. Со тече насот дека имам горено, ете вакво, гореност. Другите не отидов да ги горам, затоа што не сакам вакви флеки да ми се гледаат и колку време ќе се гледаат, не знам. Мај е месец посветен на борбата со ракот на кожа, особено меланомот, кога фокусот е насочен кон навремено откривање и лекување. Не радува тоа што пациентите се освестени, ја постигнуваме целта, значи да ја подигнеме свеста за раното откривање и детекција на било какви сомнителни промени, со посебен акцент на кожните карциноми. Меланомот не бира возраст. Па како што расте бројот на новодиагностицирани, така има и се повеќе млади меѓу заболените. Тоа се случувањата кои што се нели во природата одговорни, меѓутоа и навиките на младите луѓе, како што се нели солариумите, изложеноста на сонце, и ние работиме нели на таа превенција за фотопротекција, да укажеме дека таа протекција започнува од нулта година. Промени во обликот, големината, бојата или текстурата на бенката е аларм да се посети дерматолог. Сања Димитровска, Сител телевизија. А продолжува одржувањето јавни трибини за важноста од органодонорството. Во Струмица се одржа 5-тата јавна трибина. Од неа организаторите на настанот порачаат дека свеста се крева, но тоа оди бавно. Затоа е неопходно нејзино зголемување за да се спасат што повеќе животи. Најчесто се чека бубрек, затоа што тоа е најчеста и патологија, да кажам. Меѓутоа, од друга страна, срекна околност за бубрек е што може и роднина да даде, значи може и жив дарител, бидејќи е парен орган. Втора по ред е листата на срце, потоа на црн дроб и коски лигаменти, коскени ткива исто така се трансплантираат, меѓутоа таму нема листа на чекање, туку се работат како ќе дојде потреба, како ќе дојде пациент со потреба од трансплантација, така се трансплантира. Сметам дека свеста за органодарителството во Македонија полека се движи во нагорна линија, меѓутоа не се уште на задоволителното ниво кое што се бориме сите заеднички. Имено на овие трибини присуствуваат представници од верските заедници, донори, специјалисти, доктори од своите области. Во општините Крушево и Долнени во Пелагониско во тек е формирање на првата младинска земјоделска задруга. Во обид младите да се задржат во родните огништа и да екзистираат од својот труд. Младите бараат сигурност дека од тоа што ќе го сработат, ќе имаат вистински бенефит. Во тек е сега процес на регрутација на младите кои се заинтересирани за оваа иницијатива. Формирањето на младински земјоделски задруги е една од можностите како младите да се задржат во своите родни огништа во руралните средини, да бидат поконкурентни на пазарот со своите производи и да имаат исплатлив труд во една од водечките економски гранки кај нас. Во тек е формирањето на првата ваква задруга помеѓу млади од општините Крушево и Долнени, преку проектот Младински зелени социјални предпријатија, нова енергија за руралниот развој. Целта на ова младинска земјоделска задруга е како да го подобриме локалниот економски развој, како да дојдеме до подем на земјоделството, но и она најважна цел како да ги задржиме младите токму во овие региони. Во текот на работењето со овој проект младите пројавија стварно голем интерес за да се формира ова младинска земјоделска задруга и бенефитот е тоа што младите заеднички преку учество
ќе си овозможат подобар пласман на пазарот, поделени трошоци во текот на работењето во земјоделството, заедничка набавка на репроматеријали, заедничко користење на механизација. Во тек е регрутација на младите кои што биле наголемо заинтересирани за оваа иницијатива. Имавме 5 теми, тоа е компостирање, калифорниски црви, коприва, пепел и отпадно масло. Доста креативно решение имаме за отпадното масло и за искористувањето на компостот. Меѓутоа, сите решенија се одржливи, можат да се развиваат, така што не би издвоил, би кажал дека за она што ние го работевме, младите имаат нивни идеи да ги доработуваат, да ги прошируваат и да го проблематизираат бизнисот, односно да го зафатат од сите агли, како тој понатаму би се развивал. Младите пред се барале сигурност дека она што тие ќе го сработат, ќе имаат вистински бенефит од истото. Главен услов за нивно останување во Македонија и придонесување за развој на државата. Засител Дарко Штарговски. А во време во кое земјава се соочува со сериозни идентитетски напади и предизвици, младите се помалку ја знаат својата историја. Историчарите сметаат дека е неопходно воведување повеќе историски екскурзии на назначени места во државава, откаде практично учениците ќе научат многу повеќе за македонската историја отколку само од учебниците. Младите не ја знаат доволно сопствената историја. Мал е бројот на ученици кои покажуваат посебен интерес, но тоа не е доволно. Според професорот Патчев, доколку не се знаат државните празници, нашите револуционери, луѓето кои ги дале животите за денес ние да имаме слободна држава, нема никаква иднина. Има и доста голем дел како на ученици, така и на млади луѓе кои што воопшто не ги интересира историјата. Меѓутоа, мора да напоменеме дека тоа не е само во нашава држава, туку тоа е општ тренд и надвор од нашите граници. Доста значајно е младите да се интересираат за историјата, конкретно е за нашите граѓани, бидејќи доколку не се знаат празниците кои што ги имаме ние значајни во нашата земја, нашите револуционери, нашите писатели, така натака луѓе кои што ставиле трак за оваа земја, дефинитивно не само што минатото нема добро да се совлада, туку нема да може да се гледа и кон иднината. Во време кога нашата земја се соочува со сериозни идентитетски предизвици, познавањето на нашата историја е клучно оружје за одбрана од нашите соседи. Доколку не си ја знаеме сам историјата, многу тешко дека ќе се одбраниме од нашите соседи, бидејќи за жал тие се земји кои што се помогни во моментов од нас, знаеме од кои политички причини. Нашето оружје во моментов е само преку науката, само преку книгите, преку реално толкување на историските извори, систематско подредување да можеме да си ги знаеме настаните и да можеме конкретно на одреден настан или на одреден историски лик ние соодветно да можеме да одговориме нормално, непристрасно. Со оглед на тоа дека свеста за сопственото минато е столб на идентитетот, историчарите сметаат дека неопходно е воведување на повеќе историски екскурзии на најзначајните места во државата, откаде практично учениците ќе научат повеќе за македонската историја. Нина Ритоновска, Сител телевизија.